Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Тројца загинати на патот Кичево-Охрид. Огромна неприлагодена брзина причина за трагедијата. Истрагата за Кочани станува дневно политичка агента на власта и на опозицијата. Христијаните заеднички ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Министерството за економија не гледа причина за одложување на мерката за ценовниците на маркетите. Трамп се заканува дека се повлече од мировниот процес за Украина. Во овие вести детали за сообраќајната несреќа во која загинаа 3 лица. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Тројца загинати во сообраќајната несреќа на патниот правец од Кичево кон Охрид. За истрагата и за последиците во овие вести Нина Ритоновска. Нина, повели. Три лица го загубија животот, 8 се повредени во вчерашната сообраќајна несреќа која што се случи на патот Кичево-Гостивар. Огромна неприлагодена брзина на патот е причината за тешката сообраќајна несреќа во која учествувале 3 патнички возила. Дел од повредените се пренесени во болниците во Кичево и Скопје. Министерот за внатрешни работи Тошковски апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Повеќе гледаме во прилогот кој следи. Огромна неприспособена брзина е причината за синокешната сообраќајна несреќа која што се случи на патот Кичево-Гостивар кај местото викано Сеферов бунар, во која загинаа 3 лица, 8 се повредени. Во несреќата учествувале 3 патнички возила Мерцедес со кичевски регистарски ознаки, управувано од 64 годишно лице од Битола, патничко возило Форд управувано од 63 годишник и патничко возило Опел со кичевски регистарски ознаки управувано од 38 годишно лице од Гостивар. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот кој што нажалост е починат. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални компарирано со европските стандарди кои што ги имаме анализирано и во иднина максимално мораме да се фокусираме на колку што е можно поголемо смирување на сообраќајот од секој еден аспект. Министерот Тошковски апелира до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила, особено оние што се однесуваат на максимално дозволена брзина. И експертите тврдат дека во случај кога имаме управување на моторно возило над 70 км на час, имаме челни удари како што беше оној кој што се случи вчера. Процентот на преживеани патници е скоро 0. Од обвинителството денеска информираа дека од местото на несреќата подигнати се траги од лице место кои ќе бидат предмет на вештачење. Ги истражуваат причините за сообраќајката. Издадена е наредба за обдукција на телата на починатите како и за испитување на евентуално присуство на алкохол и други супстанции кај повредените. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Овие не се единствените жртви во сообраќајни несреќи денеска. Бројот на несреќи со смртни последици секоја година останува ист. За неполни 12 часа 4 лица го загубија животот во сообраќајни несреќи. Најчестата причина е неприлагодената брзина на возачите. Безбедноста на патиштата експертите ја оценуваат со слаба двојка. Бројот на несреќи со смртни последици секоја година останува ист. Од 120 до 150 граѓани ги губат своите животи, најчесто на регионалните и експресни патишта. Покрај менталитетот, потребна е поголема институционална вклученост. Во последниот период ги бележиме напорите на МВР, јавното предпријатие за
државни патишта, како и Министерството за транспорт и врски, меѓутоа и другите институции кои ја тангираат областа сообраќај би требало да ги следат овие трендови на поажурна работа на овие министерство, да препорачам до локалните единици или единиците за локална самоуправа да преземат одредени иницијативи во своите општини за подобрување на состојбите. Бројките покажуваат дека најмногу сообраќајни незгоди со тешки последици се случуваат за време на викендите и празниците. Во пресред на Великден, Митревски апелира. Би замолил да го цениме повеќе животот кој ни е даруван од живиот Бог и да се однесуваме совесно во сообраќајот за да не ги претвориме овие празнични моменти во моменти на тага. Покрај сообраќајна култура, за поголема безбедност потребна е и соодветна сигнализација, заштита на патиштата, но и повисоки казни за оние кои не ги почитуваат сообраќајните правила. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Христијаните заеднички ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Министерството за економија не гледа причина за одложување на мерката за ценовниците на маркетите. Да, православните христијани денеска ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Овој ден е посветен на исчекување на воскресението, суштината на христијанската вера. Поглаварот на МПЦ архиепископот Стефан порача дека трагедијата од Кочани го обедини македонското општество. Христос воскресна и ја победи смртта, Христос воскресна и животот се зацари, Христос воскресна и ги отвори портите на рајот. И макар што, живеејќи во овој свет, обкружени од чести трагедии, немири, пустошења и најразлични зла, сепак знаеме дека сето тоа е само привремено и дека ќе отстапи пред незаодливата светлина и дека преизобилната пасхална радост ќе восторжествува. Оттаму, во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да совоскреснеме со Него. Затоа, покажувајќи се синови на светлината и синови на денот, да ја подржаваме безграничната Христова љубов, со која што Тој не возлюби, та и во овие светли дни на Христовото воскресение, благодата на воскреснатиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите нас. Честитајќи ви го празникот над празниците на сите верни чеда на Мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. За великденските празници Охрид полн со туристи, туристичките работници задоволни од исполнетоста очекуваат плодно лето. Охрид полн со туристи од земјава и странство за великденските празници. Продолжениот викенд ги исполни сместувачките капацитети на Охридската ривиера. Охрид наликува на прав туристички центар. Голема раздвиженост има низ чаршијата, кеот и стариот дел низ градот, а место повеќе се бара и во рестораните и кафетериите. Со примамливи пакет аранжмани се привлекуваат гостите во главниот туристички центар. Прошетавме низ Охридските улици, стариот дел од градот, го видовме езерото. Од Охрид продолжуваме за Тирана. Многу ми се допаѓа тука. Многу уживаме тука, убаво и времето, бевме и до Скопје, а денес сме тука во Охрид, уживаме да ги видиме сите овие цркви. Многу убаво ми се допаѓа езерото, многу е чисто и се надевам дека ќе дојдам повторно. По 100 пат сум во Охрид и секогаш ми е мило и пријатно што сум тука и повторно што доаѓам. Ние живееме у Швајцарија. Тука сум роден и у Швајцарија одам у школата. И тука сме за распуски фамилијата. Ние секогаш правиме напори, секогаш кога можеме да бидеме што повеќе време и во Македонија и во Охрид. Иако цените во туристичко-гостителскиот сектор бележат зголемување, според туристичките работници, Охрид и натаму е наевтина дестинација во регионот. Најмногу ги имаме туристи од соседните земји, домашните туристи, индивидуалците секако и групните, како што ги нарекувам јас, едукативни екскурзии моментално. Се повисоки од лани, не доволно колку што се сите други покачувања, гледаме нормално да можеме да се адаптираме и ние на потребите и очекувањата на потрошувачите и на нашиот пазар и на надворешниот пазар
Има минимални покачувања, но сметам дека тоа не е пресудно за интересот моментално. По традиција, великденските и првомајските празници се репер за успешноста на предстојната туристичка сезона. Туристичките работници задоволни од исполнетоста очекуваат плодно лето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А годинава во исти ден Великден го слават и католиците. Воскресенската литургија е вечерва во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје. Бископот Кирил Стојанов во Великденската порека повика на поголемо заедништво меѓу христијаните. Католиците се подготвуваат за прославување на најголемиот христијански празник. Во Ватикан главната прослава ќе биде вечерва, а вчера на Велики петок во базиликата Свети Петар кардиналот Клаудио Гуџероти како делегат на папата Франциск богослужеше со свечената литургија на Господовите страдања. И во Римокатоличката катедрала Пресвето срце Исусово се прават последните подготовки за прославување на Великден. Празнувањето на најрадосниот ден во христијанството почна уште од цветници. Mi smo počeli sa cvjetnicom, svečanim ulaskom proslave Isusa u Jeruzalem i onda kroz ove velike dane najprije je bila misa posvete ulja, dakle gdje biskup posvećuje ulja za bolesnike i za svetu krizmu, a onda svečana Euharistija, misa posljednje večere na Veliki četvrtak. Juče smo imali zbilja dirljivu i snažnu slavlje muke našega Gospodina. Но главната прослава ќе биде вечерва. Danas subota, dan počinka, dan kada pratimo Isusa u grobu, ali i kada očekujemo radost njegova uskrsnuća koje ćemo, mogu reći, dakle večeras u 21 sat započeti slavljem. Отец Винко Маслач испрати и великденска порака за сите христијани. Ako nam je jedan Bog koji nas sve ljubi, dakle braćo i sestre, Bog vas ljubi i daje nadu koju niko ne može oduzeti. Во храмот на Светиот гроб во Ерусалим и денеска се појави благодатниот оган. Едно од чудата на православието кое што секоја година се случува на Велика сабота и пред Воскресението Христово Великден. Голем број верници и туристи денеска беа во Ерусалим за да го посведочат чинот. Special feeling I can't even explain, because for every Christian, if you have the faith inside of you to walk, to take the steps where Jesus was going, it's unreal. It's like a dream for me. I'm very happy that I'm here today and my heart fills with love and peace. Православната и католичката црква повеќе од 400 години користат различни начини на одредување на датумот на Великден. Но двата Великдена можат да бидат оддалечени дури 5 недели. Тие можат да се совпаднат 2 години едно по друго, но може да помине и цела деценија без поклопување на двата Великдена. Даниел Василев, Сител телевизија. Истрагата за трагедијата во Кочани денеска предмет на партиски препекувања меѓу власта и опозицијата. СДСМ и ДУИ денеска обвинуваат дека истрагата за Кочани е селективна со цел да ги заштити високите функционери на ВМРО-ДПМН. Ниту проширената истрага според опозицијските партии не ги лоцира вистинските виновници за трагедијата.
додека се бркаат чиновници од пред 10 години. Началниците и командирите што таа вечер имале директна обврска да постапат остануваат недопрени. Владата сака јавноста да заборави дека полицијата била таму и не направила ништо. Бараме итно проширување на истрагата кон актуелните функционери, што биле директно одговорни вечерта на трагедијата, да се стави крај на политичката злоупотреба на обвинителите и институциите. Вистинската одговорност мора да се лоцира таму каде што на вистина е, кај тие што беа на власт кога се случи трагедијата, велат од СДСМ. Истрагата според Дуј е пример за правна импровизација за да се спаси владата. Претворањето на трагедијата во алатка за лична или институционална промоција е опасна девијација која што може да има несогледливи последици. Затоа повторно апелираме, обвинителите мора веднаш да го прекинат трансакцијскиот однос со владата. Правото не се практикува по нарачка, кариерите на политичарите и обвинителите не смее да се градат врз туѓа трагедија. Одговорноста за ваквиот пристап и за се што може да се случи со неправедно притворените ќе падне на конкретни имиња, реагираат од партијата на Ахмети. СДС и Дуј се синоним за предавства, криминал и неспособност, им возврати владачката партија. Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време. Брутално безобразие е партиите СДС и Дуј да велат дека има селективна акција и истите тие, чии председатели се товареа со украдени пари. Да подсетиме за модуларната болница каде виновникот број 1 тогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на фотелјата во СДС, немаше заедно со тогашниот премиер Заев ниту еден притворен. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Ојо Кочани вчера за прв пат побара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката кој досега беше на лекување. Во куќен притвор се поранешните градоначалници на Кочани и екс-министри за економија. Во ефективен притвор се 21 лица, меѓу кои екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување и актуелен министер без ресор Шабан Салиу. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А во Кочани денеска протест на роднините на загинатите бараат правда. Протестот помина мирно. Трајан Ристовски. Правдата мора да излезе на виделина. Нашите деца беа убиени од алчноста и корумпираноста. Со болка во душата и солзи во очите обвинуваа родителите на загинатите во дискотеката во Кочани на третиот поред протестен марш за доцнета реакција. Не се задоволни од досегашниот тек на истрагата и побараа одговорност од институциите. Обвинители, дали нашиот молк, тишината и тагата по нашите деца кои се убиени ви даде право да ги ослободите лица кои беа во притвор, а се соучесници во убиството на нашите деца. Многу од вас исто толку виновни како и сопственикот на Пулс, Монструм, почнувајќи од премиери, министри, разни инспектори, па се до обични полицајци. Сите сте гледале, ама не сте виделе ништо. При очи сте биле слепи, срамот, бедни сте, ситни души кои за проклети пари на душа ќе ги носите нашите убиени и многу повредени деца. Со емотивна порака за прерано згаснатите млади животи ја опишаа мачната и тешка секојдневица која едва ја преживуваат осамени безнивните чеда. Живееме за да одеме на гробишта, да се помоабетиме со нашите деца, да им раскажеме колку тие фалат дома. Ке се наврата што сте малку 40 дена. 40 црни денови без нашите сонца, без нашите ангели, чии кревети од тој ден останаа празни, а нашите срца и души за секогаш завиени во црнило. Родителите најавија дека протестен марш во Кочани ќе има секоја сабота, се додека вистинските виновници не седнат на увирителна клупа и не ја добијат заслужената казна. Тоа не е само заради оваа генерација млади луѓе, туку за сите идни кои не смеат да живеат во трул и корумпиран систем кој убива. За Сител, Трајан Ристовски. Во странските центри понатамо има налекување 44 лица повредени во пожарот, кај двајца состојбата е се уште тешка. Вчера уште еден повреден од пожарот во клубот во Кочани, кој беше испратен на лекување во Ниш во подобрена состојба, се врати во Македонија. Според информациите од Министерството за здравство, тој е згрижен во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, каде ќе остане хоспитализиран уште неколку дена. Во странските центри остануваат 44 пациенти.
Двајца се уште се во потешка состојба. Професорката Срцева од здравствениот кризен штаб вели дека повредените кои се во странство и на интензивна нега, покрај медицинскиот третман добиваат и респираторна рехабилитација, поради вдишаниот чад и приклучувањето на апарати за дишење. Како анестезиолог и интензивист, она што можам да го кажам дека таа респираторна физикална терапија се остварува дури во единиците за интензивно лекување. Од неколку центри имаме најава дека тие спроведуваат адекватно во однос на светските стандарди. Станува збор за мултидисциплинарен пристап кој покрај медицински лица, сестри и анестезиолози вклучува посебен физиотерапевти и респираторни физиотерапевти, секако едукација и психосоцијална поддршка со цел да се подобри функцијата на белоци дробови и да се спречат долгорочните последици кои што може да настанат од вишувањето на штетните материи. Респираторна рехабилитација според професорката се спроведува и кај пациентите кои се интубирани и приклучени на механичка вентилација. Разбира дури поместување, односно преместување на пациентот од една лежачка положба во друга лежачка положба, физикална од типот на стварање на вибрации кон белиот дроб за да може што побрзо да се извади секретот кој што е настанат заради инфекцијата и заради машината, односно респираторната поддршка која што ја добива од вентилатор и секако аспирација или дополнителен кислород. Таа физикална терапија не мора да биде поврзана само со екстубацијата, меѓутоа после екстубацијата е интензивна, во зависност од другите повреди може да треба да се почне со работа на пациентот, станување, движење, посебни дишни вежби кои што се изведуваат пациентите кои што не се на механичка вентилација. Според најавите од здравствените власти, целокупната рехабилитација кај голем дел од повредените ќе трае долго, од 6 месеци до 2 години. Во големата трагедија во Кочани починаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 млади луѓе беа испратени на лекување во 22 европски држави. Александар Динев, Сител телевизија. И темата за евроинтеграциите и понатаму тема за партиско-политички препокувања. Ивана Соколовиќ најдова. Власти и опозицијата со нови обвинувања по пораките на еврокомесарката за проширување Марта Кос и потврдата дека нема гаранција дека ќе запрат бугарските барања и при евентуални уставни измени. Владеачката ВМРО ДПМН бара одговори од опозицијата зошто ги бранат позициите на официјална Софија, која најавува уште барања во интеграциите на Македонија. Ги праша што е тоа што ги тера да ја понижуваат државата и да ги рушат државните позиции. Со што Бугарија го задолжи СДС за вака понизно и само понижувачки да мора да ја бранат? Со што и зашто Бугарија раководството на СДС и нивните сиви еминенции го држи? И покрај јавните изјави на Европската Унија и на бугарското раководство, СДС слепо ги брани бугарските позиции со срамни изјави на понижување на сопствениот народ и држава. Нема бугарски политичар кој не стави јасно до знаење дека Бугарија планира да ја бомбардира Македонија со нови барања. Само СДС се однесуваат како ништо да не слушнале, ниту виделе. И по ваквите обвинувања опозицијата тврди дека бугарските барања можат само да бидат во склоп на европскиот процес. Обврските за Македонија биле јасни и дел од преговарачката рамка. И покрај заканите од Бугарија дека менувањето на уставот е само почеток на нивните барања, македонската влада најавува интензивирање на дипломатската офанзива, а македонските позиции ќе ги слушнат сите. За власта стратешки приоритет останува спроведувањето на реформската агенда. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. За Велика сабота, што означува денот пред Христовото воскресение? За традицијата за бојадисување јајца, како правилно се слави Великден. Тема на денот со отец Антонио Апостолски. Заменик министерот за економија смета дека нема никаков простор за одложување на обврската на трговците за објавување на ценовниците од маркетите. Очекува дека оваа мерка сепак ќе даде резултат.
Со објавување на цените на производите на интернет страниците на маркетите, очекуваме голем бенефит за граѓаните, па дури и намалување на одредени производи поради конкурентноста. Ова е ставот на заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој што посочи дека и досегашните мерки на владата вродиле со плод. И според последните податоци на Заводот за статистика, имало намалување на цените на производите и заштеда кај граѓаните. Согласно правилникот, сите трговци со над 10 вработени и промет поголем од 50.000 евра годишно мора секојдневно да го објавуваат цените на веб страниците. Пред се очекуваме транспарентност, а тоа да граѓаните одбират каде би ги купувале, онам каде што се поевтини нормално, би ги купувале, би ги одбирале во кои маркети, во кои продавници и така натаму. Со тоа очекуваме да на подолг рок имаме и одредена заштита на животниот стандард. Меѓутоа, ние имаме, знаете, и одлука и мерки која што трае до крајот на месецот, до крајот на април. Од она што го гледаме теренски, значи од податоците на Државниот пазарен инспекторат, одлуките кои ги донесе владата имаат ефект, а тоа го кажува и Државниот завод за статистика. Стопанската комора на трговци побара продолжување на роковите, укажувајќи дека дел од малите трговци се уште се соочуваат со технички, кадровски и финансиски предизвици за спроведување на оваа мерка. Особено на мерката се пожали аптеките. Ажурирањето на цените мора да се врши секој ден до 10 часот. Според Ристевски пак нема потреба од одложување на оваа мерка. Мерката стапи во сила од 4 март, имаше 45 дена да се прилагодат. Мислам дека е доволно и голем број трговци на мало имаат свој веб страни, само требаше да воведат нови ценовници, она што предвидува промената на Законот за заштита на потрошувачи. Одлагање нема да има, знам дека има одредени барања, како што најави министерот, можеби наредната недела ќе имаме одредена средба со некои од тие здруженија на аптеки, на трговци на мало и така натаму. Меѓутоа, одлагање, да повторам, нема да има. Инаку контролите дали се почитува законот или не, ќе ги прави пазарниот инспекторат, чии дежурни екипи се веќе на терен и следат дали цената на веб страната е иста како онаа во самиот трговски објект. Казните за трговците кои што нема да ја спроведуваат мерката ќе се движат од 500 до 10.000 евра. За Сител, Дарко Штарговски. Општина Струмица почна изградба на нов парк наместо трговски центар. Наместо трговски центар, нова парковска површина од близу 40.000 квадратни метри. Општина Струмица ја започна изградбата на нов парк, кој ќе биде втор по големина во општината и се очекува значително да придонесе за почист воздух и подобар квалитет на животот на граѓаните. Изградбата на паркот е дел од пошироката стратегија на локалната самоуправа за зголемување на зелените површини, како еден од начините за справување со загадувањето на амбиенталниот воздух. Првата фаза од проектот се реализира преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија, со финансиска поддршка од Европската унија во износ од 350.000 евра. Станува збор за неповратен грант, што ќе значи дека граѓаните немаат обврска да ги враќаат средствата. Ова површина целата беше предвидена за трговски центар. Но одлучивме дека доволно е на Струмица и згради, доволно и се и трговски центри, има други локации каде што може да компаниите инвестираат и да градат. Сметаме дека на цела Струмица, а особено на населбата Карпош, како да речеме нов дел од градот Струмица, и треба голем парк. Дополнително во втората фаза, која ќе се реализира со финансиска поддршка од UNDP, ќе бидат инвестирани околу 15 милиони денари. Овој дел од проектот е изгласан како приоритетен на граѓаните преку форумот на заедницата. Ќе одиме не само кон разеленување, туку и кон дигитализација на самите паркови, зашто веќе разговараме со представници на UNDP, ќе имаме смарт клупи, ќе имаме осветлување кое што ќе биде на соларна енергија, значи нема да биде потрошувач на електрична енергија, ќе имаме други содржини за дигитална едукација на најмалите, на младите луѓе. Според најавите, комплетното уредување на новиот парк се очекува да биде завршено за околу 1 година. Покрај овој проект, локалната власт најавува и неколку нови зелени иницијативи, меѓу кои изградба на Боемски парк, како и раззеленување на површина од 30.000 метри квадратни во делот на Турското мало, по завршувањето на изградбата на новата социјална населба. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Во продолжение и блог вести од светот. По државниот секретар на САД Марко Рубио со повлекување